ова издание. По неодамнешниот земјотрес во Маврово, експерти за тектонски поместувања со анализа за наредните 50 години. Ке слушнете повеќе. А како живеат граѓаните во регион во Јужна Белорусија, погоден од Чернобилската несреќа во 1986 година. Гласот на Америка известува о таму. Роботи со помош на УВ зрачење прават дезинфекција на јавни површини. Во продолжение, останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. По неодамнешниот земјотрес во Маврово, професорот на Природно-математичкиот факултет Ивица Милевски во интервју за Гласот на Америка вели дека нови силни земјотреси не би требало да има во наредните 50 години. Мики Трајковски разговараше со него. Професор Милевски, добар ден. Вие сте професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје, експерт сте за тектонски поместувања и во контекст на сите овие последни случувања, последниот земјотрес кој што беше во Мавровскиот регион, на што се должи така силната магнитуда во овој регион на Маврово, кој што навистина предизвика страф и кај граѓаните? Добар ден, благодарам на прашањето. Територијата на Македонија се наоѓа во јужниот дел на Балканскиот полуостров и по својата положба е многу близу до границата токму на судирот, колизијата или подвлекувањето, субдукцијата, така наречена субдукција на африканската под европската плоча, само неколку стотици километри растојание од далеченост. А посебно има еден сегмент од таа африканска плоча, кој што се нарекува Јадранска плоча, кој што доаѓа на север кон делот на Јадранско море. И близината тука на западниот дел на Македонија кон ова Јадранска плоча е само околу 100 километри, 150 километри. На местото на судирот, подлекувањето на онај така наречена Јужно-Балканска и Јадранска плоча. Тоа е причина зошто во овој дел, во јужниот дел на Балканот, генерално земено има многу земјотреси, а и целата територија на Македонија е испресечена од тие судири меѓусебни на двете плочи, е испресечена на бројни мали плочи или блокови, кои што најчесто се во некаков баланс, некаква динамичка рамнотежа, се до моментот додека поради притисоците од плочата, африканската плоча, поради тие притисоци не дојде до некакво поместување или до некаква критичен момент напрегање, кога тоа напрегање ќе се изрази во земјотрес. Значи, обично, сведоци сме дека минативе неколку месеци, па и години, имаше доста чести земјотреси. Земјотресот што беше во Измир, Турција, земјотресите во Јужна Грција, Крит и така натаму, земјотресите во Албанија, сите тие се долж таа линија на судир меѓу африканската и европската плоча. Една од тие линии или тие пукнатини, големи пукнатини, го сече северниот дел на Македонија, односно поминува од Ќустендил према Скопје до Дебар. Тоа е така наречениот Ќустендилско-скопско-дебарски расет и токму на овој расет овој пат се случи тој земјотрес кој што е во рамките на средно силни земјотреси. Колку нашава земја е изложена на вакви потреси и која може да биде најголемата магнитуда која вие како експерти, да речеме, би очекувале во некој следен период? Реално, на подрачјето на Македонија не треба да очекуваме некој силен разорен земјотрес во наредните 20 на 30-40 години, посебно имајќи во предвид дека, например, веќе се случија во последните 20, 30, 50, 100 години, веќе се случени силни земјотреси во Скопје, силен земјотрес, она што велам во Пехчевско, силен земјотрес во Валандовско и Гевгелиско подрачје и така натаму. Повратен период на такви силни земјотреси најчесто е 300, 400, 500, 600 години. Така да, навистина, нема потреба од страф и од паника. Професор Милевски, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и на вас за поканата. А од следниот прилог ќе видите како денес изгледа регионот Гомел во Јужна Белорусија, кој беше тешко погоден од Чернобилската несреќа во 1986 година.
Влегуваме на локација наречена Екорадиолошки резерват во Јужна Белорусија, каде радиацијата оневозможила враќање на човечки живот во догледно време, велат експертите. Ќе бидат потребни околу 300 години оваа територија да биде апсолутно безбедна. Без луѓе таму, дивите животни ја преземале областа каде времето застанало по Чернобилската несреќа. Реакторот е само неколку километри на југ, во соседна Украина. Повеќе од 22.000 луѓе, жители на овие села, го напуштиле земјиштето на нивните предци и животот што го имале. Селата сега се неми сведоци на катастрофа. На само 3 километри од периметерот на забранетата зона, човечки живот почнал да се развива. Наталија се вратила во селото што незиното семејство го напуштила во 1986 и покрај тоа што било иселено од државата. Овде сум родена, во Краснаја гора. Учев тука. Кога се случи радиацијата, бевме пренесени во друга област. Се омажив таму. Живеев таму некое време, но не ми се допаѓаше и се вративме тука. Овде живеам веќе 23 години. Ова е рурална област и поголемиот број жители работат на колективни фарми во собственост на државата. Се жалат дека платите се мизерни. Светлана е мајка на 4 деца, вели дека е истоштена од работните услови. Зарплата очень маленки. Платите се ниски, многу ниски. Со таква плата не се преживува месецот. Работата е тешка. Како молзачка на млеко заработувам 320 рубли. Ниските плати значат дека луѓето мора да садат житарки и да чуваат домашни животни за нивна конзумација. Стручњаците велат дека тоа е ризично, зашто почвата е контаминирана. Додека оваа област економски се разви и луѓето бидат соодветно платени, тие нема да можат да одат во супермаркет да купат она што им треба. Но за оние кои радиацијата не ја гледаат како проблем, изборот е да се јаде или да не се јаде. Очень важно. Обстануваме само благодарение на нашата зеленчукова градина. Жителите на Јужна Белорусија се заробени меѓу загадената почва и слабата економија, а стравот од глад е посилен од стравот од штетните ефекти на радиацијата. А во дезинфекција на јавни површини за време на пандемијата помагаат и роботи кои користат ултравиолетово зрачење. Некои од нив веќе функционираат и при чистење на болници. Кога сите други работници заминале, овој робот ја започнува работата на чистење на болничките соби. Тој дезинфицира со вид на ултравиолетова светлина наречена UVC. UVC светлината има оптимална бранова должина за уништување бактерии. Деактивира бактерии, габи вируси. Тоа го прави без оглед дали се на површините или во воздухот. Роботот бил дизајниран за болници, за да се намалат инфекциите, што е голем проблем за секој здравствен систем. Многу ефикасен во тоа. Роботот прво се тренира каде да оди и колку време таму да остане. После тоа може автономно да ги изведува тие задачи. Откако се појави COVID-19, преплавени сме од интерес за технологијата во многу други сектори. Вакви роботи сега се на работа во хотели, канцеларии и аеродроми низ целиот свет. Заради безбедност, луѓето треба да ја напуштат областа или да имаат заштитна опрема. Сите форми на ултравиолетовата светлина се штетни за кожата и за очите. Затоа е важно луѓето да излезат пред да бидат вклучени лампите. Налепници чувствителни на светлина може да се користат за да се утврди колку добро роботите ја вршат работата. Ние точно знаеме за која бактерија или вирус кое ниво на енергија е потребно за деактивирање. Можеме точно да видиме каква дезинфекција се случува и дали е тоа доволно за деактивирањето што е потребно. Рачното чистење на високи места се уште се препорачува од експертите, но роботите додаваат линија на одбрана во војната против смртоносните микроби. Благодарам на вниманието. Ви посакувам пријатен викенд и продолжете да не следите и на социјалните мрежи. До гледање.